Лидерите на Европската унија и на балканските земји на состанокот во Брисел се согласија околу планот од 17 точки за соработка во справувањето со мигрантскиот бран што минува низ Балканот. Меѓу мерките е вклучено и воспоставување места за 100.000 мигранти во прифатните центри на нивната рута од Грција до Германија. Половина од нив ќе бидат во Грција, додека другата половина низ другите земји. Во ова ќе помага и Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации УНХЦР. Го пофалнувам грчкиот премиер за неговата посветеност да се зголеми капацитетот во Грција за 30.000 места до крајот на годинава, со тоа што УНХЦР ќе помогне за уште 20.000 места, изјави председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер по самитот во Брисел. Лидерите исто така се согласиле да интензивираат активноста на граничната агенција на Унијата, Фронтекс, на македонско-грчката граница, за да обезбедат дали луѓето кои се обидуваат да минат ќе бидат регистрирани. За да го заштитиме Шенген, ние исто така треба да го зајакнеме управувањето на границата меѓу Грција и Македонија, Албанија и Србија во соработка со Фронтекс. Покрај тоа, ние во рок од една недела ќе распоредиме 400 полицајци во Словенија, рече Јункер, додавајќи дека на самитот било ставено јасно до знаење дека мора да биде запрена политиката на префрлање на мигрантите и оти е договорена соработка за да се избегнат едностраните национални мерки кои придонесле за хаосот во регионот. Планот предвидува побрзо враќање на оние мигранти на кои не им е неопходна заштита, како и поголема соработка во врска со тоа со Авганистан, Бангладеш, Ирак и Пакистан. Верувам дека одлуките донесени со консензус од присутните на овој состанок ќе дадат придонес за поефикасно решавање на ситуацијата. Најпрвин, во поза на оние на кои им треба помош, но и за гаранција на стабилноста на европските институции, рече германскиот канцелар Ангела Меркел. Од друга страна, словенечкиот премиер Миро Церар по самитот изјави дека меѓу лидерите постоела загриженост од можноста за затворање на границите за мигрантите. Постои одреден страв во воздухот дека Германија, а следствено и Австрија, би можело да ги затворат своите граници, што би довело до домино ефект кој ќе биде катастрофален за Европа, рече Церар, кој сепак додаде дека Меркел рекла дека немала таква намера. Македонскиот председател Ѓорги Иванов пак изјави дека разговарал со грчкиот премиер Алексис Ципрас во врска со потребата за размена на информации и податоци за приливот на мигрантите. Соработката е на многу ниско ниво меѓу полицајците кои се на теренот. Меѓутоа, неопходна е размена податоци и меѓу министерствата, па и владите, затоа што кога доаѓа голем бран на бегалци, треба сепак и ние да се подготвиме, да знаеме како да се организираме. Само годинава, според Меѓународната организација за миграција, над 680.000 мигранти и бегалци преминаа во Европа по морски пат од Блискиот исток, Африка и Азија.